За бизнис, освен да се има, треба и да се знае, порачуваат експертите. Двата клучни фактори за успешност на една фирма е како да се подобри квалитетот на продуктот, односно услугата, и како да се постигне подобра позиција на пазарот. Во дефинирањето на продуктот се користи алатката бизнес модел Canvas и при тоа се образлага на кој начин би можел да се иновират продуктите и услугите. Во вториот дел позиционирање на пазарот се предлагаат три алатки. Првата е општа стратегија да се избере дали на пазарот ќе се оди со ниски трошоци или ќе се оди со некоја диференцијација кај што ќе се разликуваат од другите. И второ, вештините како да се две клучни работи менаџираат активностите и кои се тие клучни, и второ како да се управува со луѓе. Токму поради ова, кога во прашање е водење на добар бизнис, освен пари треба да се има и вештини, нешто на што овдешните бизнисмени обрнуваат малку внимание. Првиот пропуст е дека воопшто некој не сака или да користи постојни или да се направи свој, на кој начин ќе управува со времето, со бизнис моделот и со пазарот. Ова добро го знаат оние кои во бизнисот се долго време, па сите новини во работењето ги следат будно. Без вештини, без да биде, да не речам некој старски збор, да биде джамбас, не може да направи бизнис. Значи треба да знае не само да произведува, него и да продава. Овие настани се посебно значени за малите и средни предпријатија, посебно за оние кои што се по-нови предпријатија, значи кои што немаат големо искуство во работењето. Подобрување на менаџерските вештини како предуслов за развој на малите и средни предпријатија е дел и од стратешките планови и на Центарот за развој на регионот. Во текот на 2014 година ние реализиравме 5 информативни настани и на тие информативни настани имаше навистина голема заинтересираност од страна на малите и средни предпријатија за кои се можностите, што можат тие да искористат од страна на фондовите кои ги нуди Република Македонија и Европска унија. Во овие рамки беше и денес одржаниот информативен настан со бизнисмени од 11 општини од регионот.